Целата тајна полиција и разузнавачкиот систем со години бил ставен во функција против лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, а се со цел задржување на СДСМ на власт, обвинуваат од владеачката партија. Пратеникот Бране Петрушевски вели дека актуелниот премиер 5 години бил таргет на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, бил следен, прислушуван и секој негов чекор бил документиран. Од ВМРО ДПМН порачуваат дека одговорност мора да има и овој случај не смее да помине неказнето. СДС преку АНБ и АРА воделе политичка битка. Службите за безбедност и разузнавање биле целосно злоупотребени. И сега, кога се фатени на дело, СДС наместо да се извинат, продолжуваат да сеат магла. Целиот систем на СДС е демаскиран. Злоупотребени се АНБ и АРА, но и јавното обвинителство, кое е преку Љупчо Коцевски ги следело мерките. Не е чудо што народот има 2% доверба во судството и обвинителството. Иако станува збор за документи и материјали кои што биле обработувани од тајната полиција, што значи дека поради сензитивноста можеби и не треба да бидат објавени, од СДСМ уште еднаш побараа нивна декласификација. Претеничката и поранешна министерка за одбрана Славјанка Петровска вели дека имало законски основи за такво нешто. Докази нема, детали нема. Само штури соопштенија и бледи изјави кои упатуваат на скриените мотиви на власта, а тоа е овој случај да го злоупотребат и да го претворат во манипулација. Декласификацијата која бараме е чекор кон обелоденување на вистината. Декласификацијата ќе ги даде сите одговори на сите прашања кои изминативи денови се поставуваат, а власта избегнува да ги одговори, криејќи се за класифицираните информации. Од обвинителството соопштија дека веднаш по примените известувања од АНБ бил отворен предмет за овој случај, но повеќе детали не може да откриваат поради сензитивноста и тајноста на документите. Инаку сегашното раководство на Агенцијата за национална безбедност по внатрешната контрола уште пред еден месец испратило до обвинителите 3 известувања дека претходниците во Агенцијата, наместо да ловат терористи и да спречуваат останати закани по безбедноста, отворале предмети и ги следеле лидерот на опозицијската партија, еден јавен обвинител, бивш министер, новинари и медиуми. Според некои извештаи, мала група во АНБ ја киднапирала институцијата и користела ресурсите за лични политички цели, вклучително за влијание врз притвори, како и издавање на безбедносни сертификати. Во тој период републички јавен обвинител беше Љубомир Јовески, но надлежен за проверка на последните мерки бил сегашниот шеф на обвинителството Љупчо Коцевски. Во овој момент обвинителството единствено соопшти дека е отворена предистрага.